Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Позитивна дисциплина, што представува и како родителите може да го зачуваат својот авторитет, а при тоа да одржат блискоста со своите деца. Во која мера родителството може да се претвори во уживање, објаснува професор Сонја Китановска-Кимовска, едукатор за родители и позитивна дисциплина, како и автор на книгата "Разбуди го родителот во себе". Кога се појавуваат тиковите кај децата? Што се случува во мозокот кога ќе се јави еден ваков проблем? Кои се најчестите причини кои што доведуваат до нивна појава и кога е неопходен третман? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Филип Дума, детски невролог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, ќе имате можност и да поставите прашање во програма. Останете на Телма. Зошто се јавуваат тикови кај децата? Како да разликуваме дали е тоа привремена или трајна состојба? Ќе го прашаме професор доктор Филип Дума, детски невролог во Невромедика. Професоре, добро ни дојдовте повторно во магазинот за родителство 0+ месеци. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Секој што задоволство да доаѓам тука и мислам дека правиме продуктивни емисии. Професоре, што се тоа точно тикови кај децата и како да ги разликуваме од оние лоши навики како што се грицкање на ногти, пукање на прстите, чешкање и слично? И тие што ги кажавте некаш може да бидат дел од тиковите. Цицањето на прст? Тиковите, не, цицањето на прстите, тоа е веќе друго. А тиковите се неволни покрити. Не се многу истражени затоа што нема патологија да се истражи. Значи, за несреќа во медицината најтешките болести се најдобро истражени затоа што има смртни случаи, има биопсии, има аутопсии и така натаму, така да можеме подетално да ги истражиме. Од тоа што се знае, тоа се погрешно формирани обреци на понашање и се јавуваат во одредени возрасти и исчезнуваат. Најчесто се бенигни состојби, почнуваат негде после трета година, трета година, па после во пубертетот и во било која возраст може да се појават. Најчесто се тоа покрити со очи, со уста, со рака може да биде, меѓутоа најчесто се прават под стрес, во состојба кога мислат дека никој не ги посматра и многу често самите не се свесни дека ги прават тие покрити. Кој ќе ги прашаме голем дел од тие, ова е битно понатаму за терапијата, кој ќе ги прашаме голем дел од тие деца како нешто да ги тера да го направат тоа, значи имаат некој пречувство дека ќе почнат да ги прават, не секогаш, него понекогаш. Така. Дали се сите тикови исти? Не се сите тикови исти, еден мал дел од тиковите, тикови кои што може да биде со нагли покрити на целото тело или со гласовни тикови. Или тикови кои што пречат во вршењето на нормалните функции, во тој случај пристапуваме и кон посериозна терапија. Може да бидат комбинирани едните и другите, да има и вокални и моторички тикови? Така, може да бидат комбинирани. Она што е битно дека тие тикови пречат на нормалното функционирање, ќе пробаме да ги ставиме под контрола, меѓутоа медикаментите не се тие што ги стават под контрола. Не е права болест, не постои прав лек. Треба многу други работи освен медикаментите кои што ги даваме во екстремните форми. Екстремните форми се кога поединецот или детето или возрастниот или било кој не може да функционира во својата околина нормално поради тие тикови што ги има. Познато ли што ги предизвикува, односно што стои во позадина, дали е тоа генетика, веќе споменавте дека не е доволно истражено, но дали семејниот фактор, наследниот фактор да читаме по литература, века има некој генетски фактор, меѓутоа повеќе е семејниот фактор, затоа што во одредени фамилии почесто се јавуваат, меѓутоа нема, за сега нема, бар одна што проверив вчера, нема јасна генетика зашто би се јавувале тикови. Нема некој ген што изолиран кој што е поврзан со тикови. Не, нема некој ген кој што е изолиран, меѓутоа оди се одвива во одредени семејства, така да повеќе ги има, така да се претпоставува дека има или конституционална семејна склоност или некоја генетиката, генетикот меѓутоа се уште во фаза на истражување. Најголем дел од тиковите ќе се појават во одредена возраст и ќе исчезнат сами. Тоа треба да се знае. Има типични возрасти кои почнуваат и ако се јават во таа возраст, треба само родителите да бидат спремни да не реагираат бурно на тоа што ќе биде наредното позитивно понашање, да не ги караат, да не викаат еј што преше, зашто ги преше, престани сега да досаден си.
А кој ќе биде период без тикови, треба да го погледат, да го пофалат и... Значи, тиковите треба да се игнорираат? Па не може да ги игнорира родител тиковите, меѓутоа не треба да се потенцираат. Со карање го потенцираме фактички. И правиме фрустрација, така што може да има потешка контрола, само контрола и да ги продуцираме тиковите поинтензивни, подолго да траат. Меѓутоа како и да е, најчесто сами ќе се повлечат. Што може да ги интензивира тиковите, да ги влоши? Претерана концентрација на нешто или невнимание, претерана релаксација, било која состојба која што може да предизвика возбуда или промена на училиште, на градинка, па расправи во семејството. Може некојаш да ги предизвика, некојаш може да ги смири. Расправите во семејството секако може да ги потенцират. Меѓутоа исто самото тоа, ако е детето само цел ден дома, оставено пред телевизија, ако нема доволен емотивна поддршка од родителите, може исто така да ги потенцира. А најчесто не знаеме ни зашто се јавиле, ни зашто престанале. И ако имал еднаш, има шанса понатаму во животот пак да се појават тие тикови. Дали недоволниот сон, преморот кај децата може да влие на појава на тикови? Да. Периоди на преголем замор, периоди на преголема релаксација, значи кога е премногу одморен, периоди кога е концентриран на нешто, па не може не само контролата одсаствува, или периоди кога е возбуден, така да кај секој дете тоа различно оди и различно се потенцира. А лековите? Тука пред лековите, не, дали лек некој може да доведе до појава на тикови, бидејќи некаде е наведено дека дури стрептококна инфекција може да доведе до појава нови проблем. Стрептококна инфекција, ако видиме пандас, ама пандасот кај нас толку многу се диагностицира, уствари во светот е многу редок, така да. Значи тоа е исклучително ретко. Заедно со аутизам, така да. Тоа е многу ретка состојба. Стрептококната инфекција може да предизвика хореа минор, тоа е болест на неволни покрети и тие покрети се фактички посебна состојба. Треба да се препознаат, бенигна е, меѓутоа треба да се познат затоа што се поклапа симптоматологијата со многу несакани болести кои што е Паркинсон и така натаму. Бенигна е за неколку недели проаѓа. Така. Кај децата за среќа тоа е често и така изгледа. Значи, најчесто не е позната причината, меѓутоа треба разбирање од родителите и ако е школско дете, разбирање од околината. Последното дете што го видов што беше со Турет, фактички состојбата се влошуваше поради неразбирање од околината. Учителите во школата беше од другарите и од тоа оптужен за се и сешто, затоа што Туретот е сепак со гласови и со, значи, прави вознемирување за време на часот и просто сака да го избркат од школа. Значи сега споминавте професоре Турет синдром. Тоа не е исто што и обични тикови, така? Тикови кои што се одат заедно со гласовна и поддршка и кај што функционирањето на единката во средината е нарушено. И затоа викам и за обични тикови треба поддршка од средината, не само од родителите кој школско дете, со тоа што нема да се издвојува од средината заради тоа што ги има тие тикови, со тоа што нема да бидат булинг да трпи ради тоа и најчесто ќе си помине само. Значи треба да има другарчиња, како и за сите други невролошки болести, треба да има другарчиња кои што знаат состојбата и кои што всушност ќе му помогнат. Значи не треба се молчи да се крие за таа состојба, туку да се зборува. Ако се обратиме кај другарчињата, тие што му се прави другари, дека има таа состојба, дека му треба поддршка, ќе добие поддршката. А ако се скрие состојбата, ако го откријат, тогаш оди смејување, булинг и тие работи. А иначе тикот е нешто што не влие на интелигенцијата, што не влие на начинот на размислување, нити па комуникација со средината, така да најчесто тие многу интелигентни деца, многу способни за функционирање, за учење и така натаму, така да треба да добијат потребната поддршка од родителите, од системот, од школата и понатаму ако треба да се пристапи кон третман, соодветни третмани, кои што првенствено се немедикаментозни третмани, а после тоа, ако не можеме така, помагаме со медикаментозни третмани. Меѓутоа, медикаментозните третмани се што се вика држи буре вода додека мајсторите не си отидат, затоа што кога ќе прекинеме терапијата пак повторно си доаѓа проблемот. Или има некој ефект како кај епилепсите, ќе дадеме терапија, ќе се смири, ќе се навикне на терапијата, тоа се вика 1 месец тераписки и после тоа пак се почнуваат тиковите.
Значи треба околината. Треба околината да биде поддршка. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна. Професор доктор Филип Дума е гостин во нашето студио и тој ќе ги разреши сите дилеми поврзани со тиковите. Како се препознава? Дали тикот ќе биде траен проблем, како дел од тој Турет синдром, или пак е нешто минливо? Постои ли некој преглед? Туретот може да биде минлив. А и тоа може да биде минливо. Не може минливо. да препознаме, да. И туретот може, поретко меѓутоа може да биде минлив. Туретот оди со изненадни, гласовни, со силни покрити, кои што може да падне поради тие покрити, или да не се движи нормално, така да има голема разлика. Иначе овие тикови што со очи, со лице, со рамења, не се така страшни. Не се така страшни. Така. А на крај на краишта, она кој најпроблематични се во предшколската, во школската возраст, затоа што кој ќе застане во редовен живот, после од него се бара да изврши функцијата. Никој не го гледа дали има тикови или нема тикови, така да. Ако може да врши функцијата како што треба или не, било која функција што ја врши, тогаш ќе се уклопи во средината и значи најлоше е таа возраст. Потребно ли е, штом ќе се појават тиковите кај детето, родителите да побараат стручна помош од педијатар или пак од детски невролог? Па убаво е да имаат стручна помош, да им се објасни како да постапат, да не биде состојбата полоша, за да може побрзо да помине состојбата. Значи родителот прво што ќе види, пошто за него негово дете, негова инвестиција, најголемо богатство, му нема поголемо богатство. Прва работа му е да го опомене да не ги прави тие работи. Треба да свати дека не ги прави волно, дека не ги прави намерно, и треба да му помогне сам фактички да се избори со таа состојба. Како беше една легенда за човек кој што грчка легенда за кој беше некој од филозофите, Муцел сакал да биде говорник, застанува покрај обалата, става камење под јазикот и го зборува да биде посилен од таласите и така научил да биде говорник, познат антички говорник, добро се не се битни имиња, меѓутоа битна е волјата да може да се избори со таа состојба, а за да може да се избори со таа состојба, сепак му треба помош од тие што го сакаат. Родителите многу често сметаат дека тиковите се јавиле како резултат од некој приплашување или пак уплав. Порано се бараше решение за овие проблеми кај бајачки. Надминат ли е таквиот пристап? Бајачите имаат изузетна сугестивна моќ, така да сугестијата од било која страна може да помогне да се среди детето, меѓутоа ако биде позитивна сугестија, така да не знам, не би препорачал бајачки, сепак може на друг начин да се помогне. И родителите прават што треба и што не треба, така да не им даде бајачката лекови, да не им даде некои други работи, ако ги забаја, ако каже помина. Тоа е. Во времето кога почнав да работам, имаше деца со епилепсија одеа на бајачи и имаше два типа на бајачи. Едниот ќе го избај, ќе му ги земе парите и ќе каже оди се кај докторот. А другиот ќе го избај, ќе му ги земе парите, сега те излечи и не се враќа во тешки состојби. Тука не е така трагична состојбата, меѓутоа најчесто сугестијата помага, меѓутоа не е бајачка, било кој да сугерира може тоа да го направи. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го поздравам многу докторот и вас како водителката. Благодарам. Јас година и 7 месеци бев, имам хемиплегија, боледувам од анеуризма и што да направам со доктор? Да ми помогне ако сака докторот. Така, но земете предвид дека денешниот гостин е детски невролог. Јас колку што разбрав се јавувате за себе, така? Ова се работи за возраст. Да. Што би посоветувале, каде да се обрати? Имам 52 години. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Каде би требало да се обрати? Па, да прво ќе почне од неврологија, од било кој невролог, не знам кај живее. Веројатно ги има тие диагнози, ќе се направат под необходните диагнози за хемиплегијата, која е причината, може да бидат милион причини, сега не може да дискутираме за тоа. После тоа физикална терапија, евентуално ако треба некои ортопедски помагала или и така натаму, во зависност од состојбата. Меѓутоа прво е диагностика, после тоа оди третман во системот. Професор, кога ќе се обратат родители со дете кое што има тикови, како изгледа прегледот кај невролог? Што треба да се направи? Дали има потреба да исклучите некоја невролошка болест во позадина која што би можела да доведе ако се типични до слични типови, симптоми? само добар совет на родителите. Преглед на детето дали е развиено како што треба, многу едноставни се тие прегледи. И совет на родителите ако е школско дете, евентуално обраќање за
помош на другарчињата во школа и на наставниците. Ако се работи за турет, тогаш, или ако се работат за тикои кои што траат подолго време и кои што го хендикепират неговиот начин на живење, во тој случај може да се побара помош од најчесто психолог. Постои терапија психолошка, тоа се вика behavior терапија, или евентуално може да биде и дефектолог во комбинација преку окупационата терапија која што може да биде некој еквивалент на behavior терапија, да се научи детето како да ги совлада тие тикови. Обично ако ги осеќа тиковите, ако прави еден покрет, ќе го научиме пред да почнат тиковите да прави обратен покрет, да може да ги инхибира. Ефикасно е тоа? Па некаде ефикасно, некаде не. Ќе го научиме ќе треба да се бави со спортски активности кај што може да се тренира волјата. Спортска активност кај што може да се тренира волјата е ловење риби, таму кај што седи со сати, шах, индиските јогата, вештините кои што се боречки вештини, кај што посебно овие што се источњашките, кај што треба да научи да ја контролира волјата, не да биде силен да удира да крши, него да ја контролира волјата, да замавни да не оди, значи да контролира до кај ќе оди, така да било која спортска активност, меѓутоа спортска активност која што има голема нервоза може да му ги лоши тиковите. Тука може да ги лоши. Кај што има голема амбиција, кај што има голема притисок. Да. Иначе децата што се поамбициозни почесто имаат тикови, и тоа треба да знаеме, затоа што еден вид на само агресија кога не може да ги исполни својата амбиција и тогаш наоѓа вентили да ги испразни тие работи. Или со агресија, или со само. Имаме гледач, па ќе продолжиме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до професорот. Тука е една загрижена баба. Ве молам дали ќе може професорот да ми одговори. Имам внуче 3,5 години и кога нешто сака, не може некако или се израдува, се тресе целото, ќе се згрчи со рачината, предметот е во раче и се тресе целото. Што може да е, ве молам професоре, ако можете да ми кажете и каде да се обратиме? Треба да се направи преглед или на клиника или ако сакате, јас сум во невромедика, треба да се направи преглед да се види дали има други пратечки состојби, ако е само тоа, ако зборува нормално, ако се другите работи се во ред, со растење ќе се исчезне, меѓутоа треба да се види. Вака може да биде дел од многу состојби, меѓутоа вака да ви кажам дали не е многу ризично и можеме да ве преплашам или да ве ослободам непотребно, треба сепак преглед. Постои клиника за детски болести, имате за детска неврологија, нешто можете во младост да направите, нешто можете и по приватните на невромедика сум јас, имате во Жан Митрев, имате во Систина екипи невролошки, меѓутоа мора да се направи процена на состојбата. Така, значи ова бара процена? Па треба да се направи процена, затоа што може да биде во склоп на многу други состојби, ако изолирано никому ништо. Така. Кога станува збор за тиковите кај децата, оние кои што се соочуваат со еден ваков предизвик, дали во животот ќе имаат поголема шанса да развијат анксиозност или пак некакви проблеми со учењето? Па затоа сакаме околината да изреагира, да не развиваат анксиозност, затоа што ако мисли дека е болен, ако почнеме да му викаме, да го караме или да го изолираме од средината во школската средина, ќе помисли дека е болен, дека има неизлечива болест и дека никој не сака да го види заради таа болест. Значи, ни треба интеграцијата на тоа дете. И тогаш може да се развие анксиозност, може да се развијат и други психолошки состојби. Значи, ги напаѓа одбранбените системи на личноста, ако е несоодветна реакцијата на околината. Така, значи никако не сме да се потенцира. Така, треба да се опоменува детето? Не го прави тоа, треба да се работи со него, не да се кара. Но факт е дека родителите понекогаш сакаат да ја скријат оваа состојба, бидејќи постои стигма.
во општеството? Постојат предрасуди, нешто што го прават од срам или од страх? Па треба и ние да се бориме со стигмата. Како да се затоа оваа надмине емисија сето за да се тоа? надмине таа стигма, затоа што тиковите не се хендикеп. Не се интелектуален хендикеп, не се ни моторен хендикеп, сите тие функционираат нормално. Обично имат надпросечни амбиции и најголем дел од тие деца, значи сака да биде се перфектно, се перфекционисти и имаат многу добра интелигенција, така да тие нивни способности треба да се искористат. Оној момент кој ќе се уклопат во општеството, тиковите ќе станат, ќе се изгубат или ќе станат поретки. И без ништо да направиме, кај најголем дел од децата ќе исчезнат за среќа. Така. Таму кај што нема да можем, постои медикаментозна терапија, мешана медикаментозна терапија од антиепилептици до антипсихотици, до лекови што се за АДХД и кај секој дете пристапот е индивидуален, таму веќе треба многу големо внимание и многу голема контрола. И негош тиковите одат заедно со АДХД. Тоа сакав да ве прашам. Колку често децата кои што се хиперактивни, кои што имаат Так, тие почесто ги имаат тиковите, затоа што меѓутоа со кој ќе се среди состојбата на АДХД, ќе се средат и тиковите. Мада АДХД во литературата опишена како проклетство и благослов, проклетство во наводници. Затоа што тие деца живеат многу побрзо, се многу похрабри, имаат многу добра интелигенција и понатаму во животот имаат голем дел од тие деца имаат големи шанси да се снајдат многу подобро од другите, затоа што работи по пет работи во исто време и ги работи квалитетно. Онаа група која што ќе се научи на тоа. Па веќе има и дилема дали се работи за нарушување или едноставно нивниот мозок функционира Другчие поразлично. функционира мозокот. Имаше еден убав опис на човек кој што има ХД, затоа што се во секоја возраст. И кој што кажува како изгледа таа состојба за него. Значи, ние возиме со 20 на сат, он вози со 150 на сат и живее, нормално си живее. Ако вози со 20, готов. Така. Така. И сосема на крај, професор, што би им препорачале на родителите кои што имаат дете, кои што имаат тикови, кои што се преплашени поради тоа, како да постапат? Да се јават на лекар? Да се отворат за проблемот, да разговарат со детето? Да се отворат за проблемот. Прво со себе да разговарат, ако им треба лекар, лекар, да ја сватат состојбата и да сватат дека на тоа дете му треба поддршка, не му треба камшик, не му треба викање, него му треба поддршка за да може тоа да се избори колку што може побрзо и полесно. Викањето би ги влошило тиковите? Да. Казнувањето, викањето во секој случај. Зашо сум ја крив, што направив сега, ја да бидам и тогаш доаѓа до израз стресот доаѓа. И дека најголем дел од случаите ќе се повлече по одреден период. Тој е период месец, два, три. Може пак да се јави во пубертетот, меѓутоа после тоа пак ќе се повлече. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, што ги дадовте овие важни појаснувања, насоки, упатства за родителите кои што имаат дете. Само малку влеговме во проблемот. Благодарам и вас на поканата. Мислам дека нешто ќе им помогнеме на родителите. Значи, љубов, разбирање спрема децата и поддршка на своите деца, не казни. Тоа е клучното. Така. И да се борат во системот да бидат прифатени така што треба. Да се изборат да се надминат она стигми и сите тие предрасуди. Разговор со учителите, разговор со средината. Така. Со пријателите. Во денешно време системот во најголем дел е свесен, меѓутоа има места кај што свеста за оваа работа не постои се уште. Ви благодарам уште едно за гостувањето. Благодарам. А ние, почитувани, продолжуваме понатаму. Во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци ќе проговориме и за родителството, за она што се нарекува позитивна дисциплина. Останете на Телма. Дали родителството може да стане уживање? На оваа тема денеска разговараме со Сонја Китановска-Кимовска, едукатор за родители и автор на книгата "Разбуди го родителот во себе". Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов. Сонја, вие сте професор на филолошкиот факултет. На која катедра? Англиски јазик? Катедра за преведување и толкување. Мајка сте на три три деца, деца. на возраст од 6, 11 и 15 години. Да. Па дали вие сте се соочили со некои посебни предизвици во родителството кои што ве насочија да истражувате во таа област? Па не би рекла дека беа нешто невообичаено посебни. Мислам дека беа предизвици што ги има во секој семејство каде што има најмалку 2 деца, а може би и во еднодетни семејства да ги има, например во односите со братучеди или со други блиски
деца, значи се работи за онаа состојба кога детето се чувствува открунисано, до тој момент било центар на внимание во домот и сега наеднаш доаѓа бебе дома и тоа дете се чувствува на некој начин запоставено. Мене тоа ми се случи, значи во тој момент јас ги немав тие сознанија кои што ги имам сега и да кажам дека не бев спремна како да се справам јас со таа ситуација. Толку бев преокупирана со грижата околу бебето, буквално ми го зеде цело моје внимание, иако знаев дека не посветувам доволно време на другото дете, меѓутоа не знаев како да едноставно да се снајдам во таа ситуација и не ги имав алатките, не ги имав знаењата, за да можам соодветно да одговорам на неговите потреби. Значи, ова беше едно од поголемите лекции што ги научивте како родител? Тоа беше тоа што ме поттикна да истражувам на оваа тема, што ме освести до едно ниво, за да сватам дека јас треба да учам. Значи, јас сум учела факултет и сум магистрирала, сум докторирала, а за родителство ништо. Не сум научила и ништо не сум знаела до тој момент. Едноставно, ние сите постапуваме на тој начин како што сме научиле од околината и тоа некогаш функционира, а некогаш не. И тој беше мојот прв мотив кој што ме поттикна да читам, да истражувам и на крај сето тоа да го преточам во оваа книга. Претпоставувам и искуството на родител на 3 деца, исто така придонесе да внесете некои од вашите искуства во оваа книга. Ја напишавте книгата Разбуди го родителот во себе. Дали ќе бевте автор на ваква книга, доколку не бевте родител? Што точно ве мотивираше сето ова да го ставите во неа? Дефинитивно не. Можам да гарантирам, да тврдам. Значи, родителот се раѓа со детето. И го учи родителството низ процесот на гледање, на одгледување на детето. Така и јас се разбудив, да речам, во тој момент и не токму со самото раѓање, туку низ процесот на соочување со сите тие предизвици, секојдневни ситуации, кои што некогаш ги решаваме добро, а некогаш не толку добро. Така што да, дефинитивно тоа искуство на некој начин ми го трасира овој пат кој што сега го одам. Ако не бев родител, немаше да одам. Тоа е како, знаете, како возење велосипед или возење автомобил. Значи, мора да се пуштите, да влезете во тој процес, за да го научите. Само ако читате од книги, од курсеви, од, не знам, конференции, работилници, тоа не е доволно. Затоа што знаењето е едно теоретско знаење когнитивно, а друго е примената. Праксата. И низ пракса најмногу и се учи, низ сопствените грешки и низ примена на тоа што е научено. И така дојде и до оваа книга. Значи, јас од сето тоа што истражував дома, тестирав, пробував и видов што ми функционира, а што не. И тоа што ми функционираше, сакав да го систематизирам на едно место, за да можам да се го препрочитувам, да се подсетувам. Тоа ми беше првата идеја, да си имам еден прирачник за мене, пред се, за да можам знаењето да го применам токму тогаш кога ми треба. На некој начин да го усвојам. Не само да го знам теоретски. Многу мажи и жени велат дека не се подготвени за родителство. И тоа значи дека не постои вистински момент кога родителот вонаш се буди, туку тоа е еден процес, колку што ве сватив, кој што се учи од како бебето ќе дојде во домот. Но истовремено велите дека родителите треба да бидат подготвени за предизвиците кои што со кои што ќе се соочат во текот на родителството. Па како да се подготват за она што следи во процесот на воспитувањето на детето? Значи, ние главно се подготвуваме за физичкиот дел од процесот, како мајки пред се, бидејќи ние сме тие што го носиме плодот. Не толку за емоционалниот дел. И тие први борби настануваат кога детето ќе почне да го покажува својот темперамент. Како може да се подготвиме? Значи, прво да бидеме спремни да го прифатиме детето такво какво што ќе ни дојде. Значи, ние немаме рецепт, ниту пак по нарачка ќе ни дојде со тие и тие карактеристики, доаѓа такво како што ќе го створи природата. Да го прифатиме со сите негови позитивни и негативни страни и со сите негови потенцијали. И да створиме таква атмосфера која што ќе му возможи раст и развој на тие негови потенцијали да дојдат до полн израз. Тоа е едниот момент каде што мислам дека некои родители грешат кога сакаат да го обликуваат детето по некоја нивна мера,
наместо да го прифатат такво какво што е и со тоа што го имаат, со тој капацитет да работат понатаму за да го излечат тоа што го сакаат, или што би можело да се извлече од тоа дете. Тоа е една работа. Друга работа е она што претходно го кажав, да бидат подготвени, да работат на себе, затоа што детето ви ги вади на површина вашите слабости. Ние обично не сме ни свесни за тоа. Обично ја префрламе вината на детето. Многу ретко се вртиме кон себе да видиме кој е нашиот удел во тој процес. Родителството како однос е комуникација двонасочна. Колку што придонесува детето во таа комуникација, толку придонесувам и јас. И јас, можеби, мојата одговорност е многу поголема, затоа што јас сум возрастниот. А детето е се уште дете, има простор да се развива и да расте. И учи од мене, каков пример давам јас. Така што треба да бидеме спремни и за тој аспект на работа на себе. И тоа е исто така една моја лекција, многу важна, можеби суштинска, дека родителството е пред се работа на себе и еден долг процес на личен раст и развој. И третиот сегмент на подготовката е тој теоретскиот сегмент, каде што може да читаме, да учиме кои се развојните можности на детето, што во која фаза од развојот може да очекуваме, што е нормално да се очекува, иако можеби не ни се допаѓа во тој момент, а што не. И како детето го доживува светот, односно кои се неговите капацитети, како тоа се справува од негова гледна точка и како ние може да го олесниме тој процес. Современите стилови на родителство кои што се фокусираат на партнерство со детето обично се обвинуваат дека создаваат генерации без никаква контрола, кои што немаат никакви граници, без дисциплина. Како вие гледате на сето ова? Па мислам дека треба да се вратиме малку назад за да го разбереме тоа што се случува денес. Нашите генерации и генерациите пред тоа растеле во еден поинаков систем, каде што веројатно подоминантен бил авторитарниот родителски стил, каде што се знае кој е главен, каде што и самото општествено обкружување било поинакво, па дури и жените имале малку поинаква улога од тоа што имаат денес, малку подчинета, со тоа и децата. И тука родителот има главен збор, детето нема што многу да кажува, треба само да слуша, па се применувале и казни, и уцени, и заплашување, и засрамување, и замолчување. И тоа даде деца, генерации деца со намалена самодоверба, со намалено самопочитување. И денешниве родители, сакајќи да го избегнат тоа, да го избегнат тој исход кај своите деца, сега одат во друга крајност на премногу попустлив родителски стил, каде што тука детето е главно и треба сите негови желби да се исполнат, а родителот е тука да ги задоволи сите негови потреби и желби, без поставување на никакви граници. Меѓутоа, ниту едното, ниту другото не е најдоброто. Туку најдоброто е оно што е се вика авторитативен родителски стил, каде што имате голема доза на љубов, топлина, уважување на потребите на детето, меѓутоа во исто време и цврсти граници. Што е тоа позитивна дисциплина од аспект на родителство? Позитивна дисциплина се вклопува токму во тој авторитативен родителски стил, каде што родителувате и нежно и цврсто во исто време, каде што се родителува врз основа на почитување на личноста на детето, меѓутоа и почитување на сопствените потреби на родителот. Значи, бараме начин на комуникација и методи каде што ќе ги задоволиме потребите на детето, ќе го уважиме како личност, ќе покажеме разбирање за неговите чувства во ситуацијата, дури тогаш кога не му се допаѓа, дури тогаш кога може да плаче, да вика, нели да се однесува на начин кој што нам не ни се допаѓа, меѓутоа во исто време и почит кон сопствените потреби и кон сопствените барања како родител во поглед на тоа кои се нашите очекувања за тоа дете, како во одредени ситуации очекуваме да се однесува. Значи баланс помеѓу љубезноста, блискоста и поставувањето граници во однос на правилата. Да. Значи позитивна дисциплина, дисциплината подразбира учење граници,
а на позитивен начин. Ајде дајте ни некој пример од секојдневието. Како може позитивната дисциплина да се примени во некои секојдневни ситуации? Може Например, да се... детето одвраќа, еве. Ви се спротивставува? Се спротивставува, да. Да. Тука ни помагаат љубопитните прашања. Значи, прво треба да видиме зошто така реагира. Кои се твоите потреби? Како ти ја разбираш оваа ситуација? Гледам дека нешто не ти се допаѓа. Гледам дека не сакаш да го направиш ова што го барам. Значи со разговор. Со разговор, со почит. Значи не со закани, не со уцени, не со омаловажување, туку со љубопитност и со емпатија во исто време. Значи разбирам дека ти е тешко, знам дека не сакаш да ја пишуваш домашната задача, знам дека не сакаш да облечеш палто, меѓутоа надвор е студено, јас сум одговорна за тебе, се грижам за твоето здравје, можеш да избереш дали ќе облечеш зелената јакна или сината тренерка, пример. Му даваме избор со тоа што му ја пренесуваме на тој начин контролата, затоа што децата сакаат да имаат чувство на контрола во својот живот, нели тие се мали и реално многу малку од тоа што се случува околу нив е под нивна контрола. Така што секогаш кога може да им дадеме такво чувство на контрола, тоа е убаво да го направиме. Како едукатор за родители, позитивна дисциплина, организирате работилници на кои што родителите можат да ги добијат и овие картички за родителување со позитивна дисциплина. Еве, дел ќе ви ги дадам вас. Што се има на нив? Еве, обврски. Децата учат животни вештини, развиваат социјални интереси, се чувствуваат способни кога помагаат во домот. Значи, треба да помагаат. Тоа е една од лекциите што треба да се научат. Да, значи, една од основите на позитивна дисциплина е всушност психологијата на Адлер, кој што зборува за почит кон сите, па и кон детето. И исто така и психологијата на неговиот ученик Драјкурс, кој што зборува за чувството на припадност и важност. Значи, тоа е во основата на човековото однесување, па и во однесувањето на децата. И нашата задача е да го задоволиме тоа чувство на припадност и важност, што значи тоа да ги прифатиме такви какви што се и да ги вклучиме во тоа што се случува во нивниот живот. Во позитивна дисциплина сето тоа е преточено во 52 алатки, тоа се овие картички прикажани преку картички и намерно се во ваква мала форма, во мал формат, за да може родителите да ги користат кога ќе им притребаат, односно да ги имаат токму вака во близина и секојдневно да ги читаат и да се потсетуваат. Тоа ние го правиме на курсот. Има различни насоки во однос на возраста на децата? Не, позитивна дисциплина, бидејќи се заснова на универзалните одлики на човекот и на детето, е применлива за сите деца, за сите деца, па и за возрастните. И да ви кажам искрено, нашето искуство досега од курсот имаме учесници кои што ни сведочат дека ги применуваат овие алатки во комуникацијата со колегите и во комуникацијата во домот со другите возрастни и велат дека има ефект. Така, ќе му ставиме простор мал до душа и на гледачите да се вклучат со нивни прашања во програма, почитувани емисијата Контакт на овој момент. Сонја, да ве прашам, како ќе го концепирате настанот кој што ќе се одржи на 10 јуни, бидејќи ќе биде велите поразличен од се што било досега? Ќе има дел и за деца и за возрастни? Да. Само да разграничиме, значи овој курс за позитивна дисциплина трае 7 недели и тоа е нешто што го работиме независно, да кажам, а ова што го организираме на 10 јуни е нешто ново. И според нашите сознанија е нешто што е уникатно, затоа што на едно место во исто време ќе може да учат и децата и родителите. Значи, ја нарековме работилницата патување низ емоциите и ќе зборуваме за емоциите. Значи, со децата ќе работи Елена Граматикова, која што има напишано книга за деца Боите на виножитото, а која што зборува за детските емоции. И децата ќе можат да се запознаат со емоциите, како да ги препознаат и како да ги искажат преку бои, преку приказни, преку игра. А родителите ќе можат да работат со мене. Ќе зборуваме за тоа како настануваат емоциите, како ни помагаат во нашиот однос со децата, па дури оние непријатните емоции кои што не ги сакаме толку многу, меѓутоа се дел од животот. Ќе зборуваме што е тоа што влијае врз емоциите и зошто е важна грижата за себе, за родителите.
и сето тоа ќе го прикажеме преку практични алатки кои што ќе може да ги применуваат понатаму, а ќе им помогнат за подобра саморегулација. Така, родителите велат дека родителството никогаш не било потешко, дека е многу покомплексно во однос на минатото. Што мислите зошто е тоа така? Па не би рекла дека е покомплексно или потешко. Родителството секогаш било тешко. Поради тоа што тој генерацијски јас постоел и ќе постои секогаш. Тие разлики меѓу генерациите имаат свој удел во тоа како го разбираме светот, како ги разбираме работите. Меѓутоа, она што може би е специфично за денешното време се поразличните околности во кои што живееме. Значи, прво имаме различни околности во самото семејство, а потоа и пошироко во општеството. Порано семејствата живееле во проширени семејства. Родителите имале помош од сите кои што биле тука присутни, не биле единствено одговорни за одгледувањето на детето. Задолжително тука имало баби, дедовци, чичковци, тетки, стрини и сите роднини, братучеди. И сите тие биле вклучени во грижата за детето на ваков или на таков начин. Во денешно време живееме во нуклеарни семејства, родители и деца. И тоа прави огромен притисок врз родителите и плюс сите други дополнителни работни обврски кои што мајките денес ги имаат надвор од домот, а порано ги имале, меѓутоа ги имале во домот и сепак биле тука присутни. Ние денес сме голем дел од денот одсутни од дома, кој што влијае врз односот со детето и на некој начин ја отежнува работата. Потоа ги имаме промените во општеството, во обкружувањето, во денешно време технологијата ни е се присутна. И не можеме да избегаме од тоа. Имаме пристап до многу информации и буквално сме преплавени и тоа може да створи конфузија. Што е како да го изберам на вистинското, кого да слушам. Има и многу спротивставени ставови и мислења. Од една страна, од друга страна со социјалните мрежи ние постојано правиме социјална споредба. Знаеме, меѓутоа во самиот момент не го применуваме тоа, дека тоа што го гледаме на социјалните мрежи е филтрирано, дека таму никој не покажува како се кара дома со детето, или многу малку има такви информации или видеа или објави. Така, гледам идеализирани проекции на семејствата. Идеализирани, да. И тоа дополнително прави притисок. Плюс го имаме и обкружувањето. Не размислуваат сите на ист начин. Можам да го дадам мојот пример. Значи, во поглед на телефоните. Моите деца немаат телефон. Сега големиот син има, меѓутоа долго време немаше и го држав понастрана од тоа, што не е случај со повеќето родители. И тука чувствуваш тој притисок од околината. И се прашуваш дали правилно постапувам. Потоа го имаш притисокот и од возрастните. Многу пати ми велат, ти многу ги мазниш. И тоа те тера да се преиспиташ дали ово што го правам е на вистина добро. Меѓутоа тука те води тој внатрешен компас. Инстинкт, така. Зошто? Ако имаш одговор на прашањето зошто го правам ова, тогаш е многу полесно да се ослободиш од сите тие притисоци. Поднаслов на вашата книга "Разбуди го родителот во себе" е како родителството да стане уживање. Па може ли да стане уживање? Дали може би тоа звучи малку утописки, нели, кога родителите се под постојан притисок да завршат се и се што, да се докажат на многу полиња, па и во семејството. Да, е утопија. Не е можно целосно да уживате во родителството, затоа што родителството е одговорност и многу тешка задача. Воопшто не е лесна. Од една страна, од друга страна е полна со неизвестности. Ние не знаеме, не можеме да ја предвидиме иднината. Нели, воопшто животот е непредвидлив, па така и животот на нашите деца. И не знаеме во кој правец ќе проложат да се движат и како ќе се развиваат. И сето тоа предизвикува страв. Меѓутоа, не треба да дозволиме стравот да не блокира. Така. Напротив, треба да го искористиме како можност да се препуштиме на непознатото. И тука јас го гледам тој момент на уживање. Целосно уживање не е, меѓутоа
да бидеме подготвени и кога ќе влеземе подготвени, ќе најдеме уживање во тие мали моменти во секојдневието. Подготовката, нели, со читање, со учење, со курсеви ни помага полесно да се справиме со тие секојдневни предизвици, еве и преку овие картички, например, и тоа на некој начин ќе ни го олесни секојдневието и на тој начин ќе ја препознаеме многу почесто среќата и радоста во родителството. Така, да бидеме подготвени. Да. Сонја, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.